Мене ми е многу жал што можам да констатирам дека, иако беше најавено присуството на градоначалникот, тој не е присутен во моментов на седницата на Советот. Знаете дека во минатото беше пракса градоначалникот да биде присутен на седницата, бидејќи тоа и му е и работа и должност, а во ситуација кога не беше присутен на седницата, секогаш се повикуваше пауза со цел да се обезбеди неговото присуство. Сметам дека многу ме жал што новиот градоначалник не ја применува, бидејќи неговата советничка група беше најгласна во критикувањето на претходниот градоначалник кога отсуствуваше од седниците, меѓутоа еве гледаме дека истата пракса ја применува и он, бидејќи сметам дека присуството на градоначалникот е неопходно за работата на Советот. Предлагам пауза од 10 или 15 минути колку е потребно за да се обезбеди присуството на градоначалникот на седницата на Советот. Благодарам. Почитуван градоначалник, не знам дали ми се обративте на мене, меѓутоа еве јас предложив да се обезбеди вашето присуство на денешната седница, бидејќи тоа е впрочем и пракса, така треба да биде, а вашата советничка група 2 години наназад го бараше од претходниот градоначалник и мислам дека не треба да има дискриминација за кој градоначалник важи тоа правило, за кој градоначалник не важи. Обврска на градоначалникот е да присуствува на седниците на Советот. Навистина не доликува на еден градоначалник да кажувате, да се обраќате кон советниците со зборовите драматизира. Значи, ниеден од нас тука не драматизира. Ние ја вршиме функцијата за која што сме избрани од граѓаните. Некогаш треба да прифатите и процедурална забелешка, некогаш треба да прифатите и критика, сето тоа е во интерес на граѓаните и на градот Скопје, како ние можеме поинаку да го направиме градот Скопје поубаво место за живење, ако не дебатираме, ако не критикуваме, впрочем тоа е работата на опозицијата. Инаку ви благодарам многу што еве се понудивте за советнички прашања на секоја седница, меѓутоа не знам дали знаете, тоа е исто така ваша обврска и според деловникот. Советниците можат да предлагаат советнички прашања и на секоја седница, меѓутоа советнички прашања се обезбедуваат со цел не само да одговара и градоначалникот на прашањата, туку и градската администрација и директорите на јавните претпријатија. Али еве ви благодарам уште еднаш, пошто вие со добра волја ваша ќе ни одговарате на советнички прашања на секоја седница на која што се надевам дека ќе присуствувате.